Беше тоа на 8 октомври 1793 година, кога во Париз за јавноста бил отворен музеот Лувр, кој дотогаш бил кралски дворец. Познато е дека во црквата Света Богородица Перивлетта, во народот позната и како Свети Климент, повеќе од 2 века пред Лувр, во времето од 1516 до 1916 година, обстојувала како ризница, односно музеј на Охридската архиепископија. На 8 октомври 1864 година роден е Бранислав Нушич, српски комедиограф, сатиричар и критичар, меѓу двете светски војни службувал во Скопје. Негови најпознати дела се комедиите Сомнително лице, Протекција, Народен пратеник, Госпоѓа министерка и други. Умре во Белград на 19 јануари 1938 година. Беше тоа на 8 октомври 1944 година, кога на Скопска Црна Гора 16-та македонска народно-ослободителна бригада по 3-дневни борби ги одби нападите на балистичките сили од правецот на селото Орман кон селото Бразда, кои се обидуваа да ја заземат комуникацијата Скопје-Качаник и да го возможат сообраќајот на германските сили. Бригадата успеа да ги одржи позициите од кои постојано ги напаѓаше германските транспорти и колони. Беше тоа на 8 октомври 1961 година, кога умре Наум Манивилов, преспански македонски поет. Манивилов Преспански е роден во преспанското село Љубојно на 18 јули 1934 година. Завршил средно образование, работел како новинар во весникот Младборец, член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1960 година. Неговата поезија, иако прекината со прераната трагична смрт, оставила силен печат во тогашната развојна етапа на македонската лирика. Таа е исполнета со младешки жар и копнеш за слободен израз. Беше тоа на 8 октомври 1944 година, кога со синхронизиран напад борците на 17-та и 18-та македонско народно-ослободителна бригада ја ослободија Крива Паланка. На 8 октомври 1979 година е основана галеријата на икони во Прилеп, една од најзначајните збирки на духовна уметност во Македонија. Беше тоа на 8 октомври 1992 година, кога Македонската радиотелевизија го извести генералниот секретар на Сдруженијето на југословенските радиотелевизии дека Македонската радиотелевизија донесе одлука за истапување на МТВ од ЈРТ, во согласност со одредбите на договорот за основање на Сдружение на југословенските радиотелевизии. На 8 октомври 1994 година во Скопје е одржано основачкото собрание на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија. За председател е избран Мето Јовановски. 8 октомври е меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата.